Домашните слави да се одбележуваат само во кругот на најтесното семејство, велат свештените лица од Тетовското архиерејско наместништво. Нивната задача за осветување на славските колачи, пченицата и виното ќе се спроведе, односно тие ќе ги посетат домовите на верниците, почитувајќи ги здравствените протоколи. Скоро секое семејство во нашиот град и во околината си има свој патрон, заштитник, светител кој го слави, на кој му се моли и кој го прославува во овој период. Согласно со кризата во која влеговме, корона кризата, често луѓето се прашуваат како во оваа година, која не би сакале да се повтори повторно, значи, дај Боже наредната година да бидеме сосема релаксирани во тој поглед, како да ги празнуваа славите. Значи, ние како свештенство при Тетовското архиерејско наместништво одлучивме, значи, како и секоја година славските лебови да ги кршиме по домовите. При тоа се разбира, припазувајќи ги препораките на Министерството за здравство за заштита на коронавирусот. Луѓето се должни да си имаат подготвено како и секогаш леб, пченица, вино, свеќа и свештеникот во одреденото време, како и секоја година според практиката, ќе појде и ќе го благослови славскиот леб, славската пченица и славското вино. Што се однесува до делот на прославувањето со трпези и со ручеци, следејќи ги препораките на Министерството за здравство, препорачуваме тоа да биде направено во поблискиот круг на семејството и меѓу поблиските роднини, да нема масовни собирања како што има, затоа што знаеме дека ние според традиција во Тетово и Тетовско имаме слави и прославување и по 80 и по 100 души, значи таквото масовно собирање да го нема, луѓето да се организираат согласно препораките во најтесниот круг на семејството и со најблиските луѓе да си го организираат славскиот ручек. На крајот од краиштата, доаѓањето во црква на света литургија, кршењето на славскиот леб дома, молитвата кон светителот, читањето на житието на светителот се најважните обележја на празнувањето на славата, а прославата со ручек, со трпеза е додаток на тоа прославување. Ние најважниот дел во секој случај ќе го одбележиме. Сите семејства кои се во изолација треба да го известат свештеното лице за состојбата пред да се упати во нивниот дом. Домашните слави започнуваат од крајот на месецов, а прва од нив е петков ден на 27 октомври.